Форум за постизборниот период од ветувањата на локалната самоуправа, што како приоритети бараат граѓаните, а граѓаните очекуваат она што го ветувте градоначалниче да го исполните во целост. Кои се приоритетите и еве уште еднаш ќе има ли општина Штип сили за сето она што е ветено да се реализира и да стане реалност? Па така, најпред сакам да го поздравам овој начин на работа и на невладените организации, институции кои што се грижат да ние политичарите работиме транспарентно и одговорно пред граѓаните. Ние се одзвавме на овие покани и како во предизборниот период што учествувавме на сите дебати кај што бевме повикувани и сега постизборно се појавуваме и практично даваме отчет за тоа што сме го сработиле во претходниот период, во претходните 100 дена. Како и да е, јас генерално сум задоволен од првите 100 дена тоа што го сработивме, имајќи во предвид со какви и колкави предизвици се соочивме, можам да кажам дека сработивме многу и почнавме многу крупни проекти кои што во минатото беа практично и заборавени или воопшто не беа ставени на дневен ред за реализација и затоа можам да кажам дека она што го сработивме во делот на инфраструктурата генерално е видливо, меѓутоа и во зимскиот временски период не дозволуваше времето со поголем интензитет да работиме, како и да е, отпочнавме со проектирање на гасификација, со доработка на проектите за браната на река Отиња и тоа реално и штипјани знаат дека досега воопшто не беше работено, не беше ниту ставано на тема на разгледување ниту на дискусија. Од приоритетите се Отиња, тротоари, урбано уредување, барем 3 приоритети кои со сигурност штипјани ќе можат да ги видат на дело. Па вака, едно од најважните прашања за кои што ги ветивме и го реализиравме е намалувањето на цената на водата, кое што не го спомнав во претходното излагање, и тоа е многу важно за штипјани, бидејќи имаме во предвид дека во многу градови од Република Македонија цената на водата се покачи. И тоа не е случајно, бидејќи имаме еден сериозен план за работа на јавното претпријатие со кој што предвидуваме дека бараме од регулаторната комисија и таа ни одобри намалување на цената на водата, но со тоа и направивме еден сериозен план за работа за наредните години со кои што ги намалуваме непродуктивните трошења и ги зголемуваме целосно инвестициите во јавното претпријатие. Така што еве едно од ветувањата кое што е многу важно за граѓаните веќе е реализирано, 5% ја намаливме цената на водата и за наредната година продолжуваме уште со 5%. Работиме на реконструкција на повеќе тротоари во градот и во градската средина, 1 километар улица, односно пат локален од Шешеварлија кон Кошево, кој што во зимскиот природен период се изработи и веќе во пролетниот дел сега ќе почнеме да асфалтираме и да го довршиме тој проект. Во делот на браната на река Отиња обезбедивме и излобиравме 10 милиони денари за дополнување на проектната документација, со што веќе од наредната недела ќе продолжиме со преговори. Во делот на останатиот дел од инфраструктурата во централното градско подрачје продолжуваме со изработка на коритото на река Отиња, односно ќе го довршиме до вливањето во река Брегалница и тоа е само еден дел од она кое што го работевме во првите 100 дена и уште многу проекти имаме кои што ќе ги работиме во остатокот од мандатот.